Новиот Завет содржи една радостна вест, дека тоа нивно слепило ќе биде отстрането, што не мора да значи сега некои теории разни протестантски во врска со денешниот Израел, како држава. Имено од деновиве, знаете што се случуваше? Во Израел, поточно пред 15, значи пред првата сабота со гостите, се случи нешто што да не беа гостите, уште на 15 ќе имав проповед за тоа. Сега ќе го кажам само како занимливост. Деновиве, значи, сведоци сме ние како генерација, после цели 2000 години, во Ерусалим, среде Ерусалим, пробале во близина на ѕидот, да, пробале да принесат крвна жртва еврејските свештеници, коханим, за кој што е и генетски утврдено дека се потомци на Арон. Сите што се презиваат Кохен или на англиски Коен, наводно водат потекло од левитското свештенство. Колко е тоа точно не навлегува. Меѓутоа, денешниот еврејски Синедрион, кој што постои, возобновен е денешниот еврејски Синедрион, дури имаат избрано првосвештеник, еднаш мислам летоска зборував за тоа, или мината зима, не се сеќавам која беше, кој зборував за третиот храм, ако се сеќавате, мислам беше мината зима. Избрале првосвештеник и имаат одредени свештеници кои што се веќе истренирани, обучени, да ги вршат сите церемонијални прописи на Мојсеевиот закон, штом ќе затреба. Че тие се уште не баат храм, но веќе се обучени и се обучуваат нови, помлади, значи, лица од тој ред, од Ароновиот, наводно, да ги знаат сите прописи, како се жртвува, како се коли, што се прави со крвта, че сето тоа до детали си го вежбаат сега. Зошто го вежбаат? Затоа што се цврсто убедени дека многу скоро, кога тогаш ќе го изградат третиот храм. Нивниот трети храм во Ерусалим. Не оној господовиот што ќе се спусти од озгора, туку нивниот. И сакаат да го забрзаат тој настан. До некаде можем да ги разберам. Не сакаат да убрат па некоја друга генерација евреи да го доживее сето тоа. Сакаат да го забрзаат. Но, колку и да сакаат, Господ пак им прави сопки. Што се случи? Прво, побрале, значи, тие еврејски рабини, конкретно кои што наводно се потомци на левиците, кои што се приучени и обучени и за пренесување на крвни жртви, значи, побарале дозвола од градските власти, од градот Ерусалим, за жртвување на јагне на јавно место. Значи, бидејќи тоа е јавно место, немаат сега се уште ниту храм, ниту шатор, некаков провизорен, ниту било какво затворено место, кај што тоа ќе го прават. И добиле дозвола од градските власти. Во последен момент интервенира израелската полиција и го забранува целиот чин. Значи, израелската влада се уште се плаши од такво нешто, или се уште е рано, затоа што било каква алузија, било каков обид да се направи некој потек во таа насока, во насока на обнова на старозаветните институции, ке значи експлозија на бес од страна на муслиманскиот свет и може би уште една голема војна за која што Израел не е спремен.
и ден денес во 21. век сакаат Стар Завет. Сакаат да колат животни. Сакаат да принесуваат жртви. А Исус пред 2000 години ги цитираше зборовите на Осија, кој што па живееше 8 века пред тоа. Каде што вели, што рече Господ? Милост сакам, не жртви. А по времето на пророкот Самуил, уште неколку века пред тоа, се сеќавате 1 Самуила 15 глава, што му вели на Саул. Ете послушноста, 15 глава 22 стигаш. Ете послушноста е подобра од што? Од жртва. Ајде ги прочитаме тие зборови, сепак се интересни. Да оправиме прво текстот во книгата на пророкот Осија, кој што Исус ги цитира во Евангелијата, во Новиот Завет. Колко да имате Библии со вас? Помалце или повеќе? Дали може да имаме библиско проучување? Дали имаме услови за ново библиско проучување? Како што ја бејата сабота со братот Паул. Каде во пророкот Осија стои запишено милост сакам или барам, а не жртви. Ако сакате како помош, може да ги најдете Христовите зборови на таа тема, па да видите каде ќе ве однесе конкордансот во Стариот Завет. Милост сакам, милост барам, а не жртви. Шеш. Вот дојдовме на одговор. Благодаря. Значи, лесно за памтење за друг пат. 6. Најлесно е, колку книги има во Библијата? 6. Осија 6. Зато во книгата на пророкот Осија постојат најубавите зборови. Навистина, овие зборови, уште кога првпат ги прочитав, ме прободува во срце. Ови се најубавите зборови за мене во Стариот Завет. Да почнеме од првиот стих, од 6 глава. Видите што се тврди тука. Осија содржи многу интересни пророштва. Содржи и едно силно, страшно битно месијанско пророштво за наше време, за последно време. Каде што пишува дека во последните денови Израел ќе се обрати, ќе го бара Господа својот Бог и ќе го бара Давида својот цар, што значи вистинскиот Месија. Но 6 глава започнува вака. Ке велат, ајде да се вратиме кај Господ, зашто тој не рани. Тој ни нанесе рана, со други зборови. И тој ќе не исцели. Тој не удри,
и тој ќе ни ги преврзе раните наши. И сега вториот стих. Ќе не оживее за 2 дена, а во третиот ќе не подигне и ние ќе живееме пред лицето од Него. Се сеќавате што велеше Аслимовски на гробот? Да живееме за третиот ден. Многу убави зборови. И израелците ќе го речат тоа. Третиот стих. И така, сега да се стремиме да го познаваме Господа, а тој сигурно ќе дојде кај нас, како утрена зора, ќе ни дојде како дожд, како доцен и ран дожд, ќе ја натопи земјата. Колку убави зборови. Видите, цело време тука се зборува за Господ. И сега тука може да се подразбира и Отецот. Многу повеќе Синот заради 3 дена. И заради тоа Он не храни и Он ќе не исцели. Бидејќи заради Синот се соблазни целиот Израел пред 2000 години. Но дури во 3 стих го препознаваме и Светиот Дух. Бидејќи кој тој ќе дојде како ранин доцен дожд. Тоа нема да биде ниту Отецот, ниту Синот. Тоа може да биде само Светиот Дух. А тој сигурно ќе дојде кај нас. И од 3 стих вели, ајде да се стремиме да го запознаеме. Ајде да го запознаеме Господа. Божиот народ цело време не го познавал својот Господ. Ајде да го запознаеме Господа. Точно е. Нели Исаија му рече на Израел. Магарето го познава својот Господар. Но мојот народ не ме познава мене. Израел не го познавал својот Господ. Израел дали данес го познава Господа? Ако мислиме телесниот Израел, сигурно ќе речеме не. Ајде да се обрнеме сега кон нас. Дали духовниот Израел го познава Господа? Тешко прашање. Не прашувам поединечно сега. Ако е за поединечно, секој од нас во себе, во својата тајна соба, треба да си го одговори тоа прашање. Но како црква, дали го познаваме Господа? Дали адвентичката црква во цел свет го познава Господа? Што мисли? Во глобала. Дали личи дека го познава Господа? Дали изгледа дека го познава Господа? Дали христијанската црква општо, христијанските цркви, дали личат дека го познаваат Господа? Знаете што случи деноиве една не знам како да ја наречам, бидејќи ниту трагично, ниту комично, нешто поголемо од комично треба да е, резил. Денес православието поминува низ еден голем резил заради агентот на ЦИА, наречен патриарх Вартоломеј во Истанбул. И толку ургираше ЦИА, како што ургира овде кај овие, за некои цели своји, толку ургираше ЦИА во Украина да се создаде автокефална црква, која што ќе биде независна од Москва. Што, замислете, кога наводно тоа се случило денојеве, иако рускиот патриарх го прогласил тој собор за фијаско, не е битно, не е. Но овој детал што сакам да го кажам. Еден од, заборев кој беше, еден од новите владици на таа ново создадена црква, повикале еден американец што бил во служба на ЦИА
Дори буквално кажува дека бил еден од ција во Украина, за да му и тоа во присуство, мислам дека беше и на Порошенко, председателот на Украина, за да му доделија на овој цијашот, му доделија на американецот орден, мислам дека Свети Андреј, некој крст, орденот така се викаше, и веста беше, тоа му го доделуваат на американецот како голема благодарност до ција, што ја создале новата автокефална црква. Јас би сега да ги прашам, од кога тоа ција создава православни цркви? Или, дали сте вие црква, ако ција ве создава? Но, да ставиме тоа на страна. Неки црква создава Господ, а не луѓето. Можеме да речеме дека денешното православие изгледа, може би од поодамна, затоа имавме турско робство, како некои што не го познаваат Господа. Ајде се преферираме сега на протестантскиот свет за западните браќа на православните, не сега ни да зборувам. Денешниот папа дури во неколку наврати отворено повикува да се поклонуваат на Луцифер, отворено си го признава, си го открива својот Бог кој му е. Дали протестантскиот свет денес изгледа како некој што го познава Господа? Значи вака колективно. Според оно што се случува таму. А што се случува? Се случува со еден збор, Содом и Гомор. Со два збора поточно. Значи, денешниот протестантизам исто така изгледа како некој што не го познава Господа. Дали денешниот адвентизам изгледа како некој што не го познава Господа? Јас зборував за 3 бунтовнички дивизии. Паул ме поправи во приватен разговор, ми рече не 3, сега се 4, бидејќи и нивната наводно е бунтовничка. Како се вика, не тоа е наша, под наводници наша. Евроафриканска, да, нивната, да. Дали денешниот адвентизам изгледа како некој што го познава Господа? Или веќе можеме со сигурност да се согласиме дека тој изгледа како некој кој што Господ, на кого Господ му дошол на гости пред 130 години, ама што се случило? Како реагирал домакинот? Го истерал гостинот. Го избркал. Зошто? Бидејќи е неханен гостин. Не бил поканен да дојде. Знаете што пишува Малахија? Во врска со некои господови доагања, па тоа може да се однесува и на буквалното второ Христово доагање. А за жал, израелска се однесувало и се исполнило и во случајот на неговото прво доагање, иако неговото прво доагање беше најавено временски кога ќе се случи во старозаветните пророштва, конкретно во книгата на пророкот Данијел. Во Малахија, 3 глава, за миг скокнеме во Малахија, па ќе се вратиме кај Осија, пророкот ги пренесува Господовите зборови велејки: и ете, јас ќе го испратам гласникот свој, значи ова Отецот го зборува за Синот, и тој ќе го приготви патот пред мене, одnosno се извинам, ова се зборови за Јован Крстителот прво, кој што го приготвува патот за Синот, и сега што? И ненадејно ќе дојде во храмот свој Господ, кого го барате. Видите, израелците во Стариот Завет го барале Господа. Меѓутоа Малахија им вели: тој Господ кого што го барате, ненадејно ќе дојде.
во својот храм. И ангелот на заветот, тоа е старозаветното име за Христа, кого вие го пожелувате, ете тој доаѓа, вели Господ Саваот. Еве доказ дека ангелот на заветот, Месијата, е Господ, не е некое создадено суштество. А денешниот јудаизам уште живе во таа слепотија и вели, не, Месија нема да биде божествено суштество, Месија ќе биде обичен човек. После 2000 години и неколку века од Осија и Малахија, отворено им е напишено, Господ ќе дојде. Тој ангел на заветот е самиот Господ. Не е некој создадено суштество. Тие очекуваат некој Месија кој што ќе биде обичен човек. За жал, мнозина таков ќе дочекаат. Само што тој се вика Антихрист. Ќе го чекаат еден од лажните Христоси. И вториот стих во Малахија 3 глава вели, но кој ќе го издржи денот на неговото доаѓање? И кој ќе издржи кој ќе се појави тој? Зашто тој е како оган што растопува и пепелница што чисти. Да не ги читаме понатаму сите тие стихови, кои што најмногу се однесуваат на синовите на Леви, што значи на свештенството. Свештенството тога го подбира Малахија со овие господови зборови. Да се вратиме кај Осија. После овие зборови од 3 стих, дека Господ сигурно ќе дојде како утринска зора, како дожд, како доцен и ран дожд што ќе натопи земјата. Понатаму 4 стих вели, што да правам со тебе, Ефреме? Кој е Ефрем? Кога зборува пророкот за Ефрем, мисли на Северното царство. На северните, изгубените племиња. Не се мисли само на Ефремовото племе, туку на сите 10, кои што попрво отпадна. Што да правам со тебе, Ефреме? И потоа, што да правам со тебе, Јудо? А на кого се однесува Јудо? На Јужното кралство. Значи, не само на тоа племе, туку на Јуда и Бенјамин, кои што тие беа двете јужни племења, од кои што се состоеше Јужното кралство со престолнина во Јерусалим. Значи, се обрека до двете израелски кралства, кои што тогаш постоеле се уште како поделени кралства во времето на Осија, пред Вавилонското робство, уште пред Асирското робство. Што да правам со тебе, Ефреме? Што да правам со тебе, Јудо? Вашата љубов кон мене е како утренска магла и како роса што брзо исчезнува. Таква е и нашата љубов кон Господа. Колку ние го познаваме Господа. Што мислите, зошто имавме? Зошто последново тромесечие, кое што официјално се уште не е завршено? Зошто имавме библиска поука за единството? Кога бев мал, чичка ми од Белград ме праша, дали знаеш зашто србите имаат ваков знак? Крст и с. Затоа што србите немаат единство. Се имаат таа парола затоа што немаат единство. Зашто тоа им фали. И не само на нив, се разбира. Ако зборуваме национално. Од 5 жили се труди Генерална конференција да го спаси тоа што може да се спаси од растурање, бидејќи денес живееме време кога зборовите на навет како да најмногу денес се исполнуваат, кога таа провекува дека црковната организација ќе биде толку расклатена што ќе личи на испокршени трски. Како изгледа нива со испокршени трски? Таква ќе биде црковната организација во последното време. Денес толку расклатена, што одвај, ајде некако да се обидеме да ја спасиме од распагање, па имавме библиска поука за единството во целиот свет минативе 3 месеци.
Радосна звест за сите нас кои што не го познаваме Господа. За сите нас чија што љубов кон Господа е како утринска магла. Како што овде име речено и на Ефрем, и на Јуда. Дека во последното време Господ доаѓа, сега не како ран, туку како позен дожд. Само да не бидеме толку тврди, за да го одбиеме, да го избркаме повторно. Тој ненадеен гостин. 5 стих вели: затоа јас ги судев преку пророците и ги биев со зборови од устата своја, а тоа што го барам од вас е јасно како светлина. И тука е 6. Јас повеќе сакам милост отколку жртва и познавање на Бога или богопознание, а не жртва се паленица. Какви зборови. Да се подсетиме и на 1 Самуилова 15:22. Зборовите кои што му се кажани на Саул, откако го направил првиот голем греф, првиот голем пример на непослушност. Кога се појави Самуил, значи, после Сауловата непослушност, Саул, како реагираше на Самуиловиот укор? Се сеќавате? Пишува тука. Прва книга Самуилова, 15 глава, ќе почнем да читам од 18 стих. Прва Самуилова, 15 глава, од 18 стих. Самуил, значи, ги кажу овие зборови кон царот Саул. И Господ те испрати на пат и рече: оди и нападни ги амаликијците и војувај против нив до кога? Се додека не ги истребиш. Целосен геноцид. А што направи Саул? Продолжува Самуил и вели: зошто тогаш ти не го послуша гласот Господов и се втурна по грабеж и направи зло пред очите на Господ? Како одговора Саул во 20 стих? Саул му одговори на Самуил: јас го послушав гласот Господов. Видите колку лесно сме склони да си го изговориме својот греф, да си го оправдаме својот греф. Не, јас го послушав Господ. Јас го послушав Божиот глас, Божијата наредба. Зошто Саул ги кажал овие зборови? Види што вели: јас го послушав гласот Господов и отидов на пат каде што ми испрати Господ и го доведав амаликискиот цар Агак, а амаликиците ги истребив. Значи, Саул завршил можеби 90% од работата и можеби искрено, најверојатно искрено бил убеден дека заслужува пофалба. Значи, не бил лицемерен, не лажал. Искрено бил уверен дека заслужува пофалба. По 90% ја заврши работата. Ја амаликиците ги истребив. Што е тоа што поштедив? Што поштедил само? Го поштедил царот, добро, и пленот, овците и воловите, и сега вели да не биде он сам, малце демокрација, да не биде само он крив. И народот, во името на народот, сите неодговорни, ја вика таа парола. Во името на народот. И народот, демек народот поборал. Што? Народот го зеде најдоброто од ограбеното, значи од воловите и овците, за да му принесе жртва на Господ, твојот Бог, во Гилгал. Каква е таа жртва, ако не е од моите овци? Каков е тој дар, ако не е од моите пари? Ова значи е подсмевање со Божијата заповед.
Но човекот е убеден дека ја извршил Божјата волја. Зошто? Затоа што завршил 90% од работата. Повеќето амаличани беа навистина истремени. И Самуил одговори: зар се палениците и приносите повеќе му се пријатни на Господ, отколку послушноста на гласот Господов? Послушноста е подобра од жртвата и покорноста подобра отколку овнешкото месо. Се разбира, Господ не јаде месо. Ниту мириса печење. Имаше еден американец кој што тврдеше дека секаде кај што Библијата пишува дека Господ ја омирисал жртвата и му било пријатно. Тоа било печењето, се паленицата. Како некои американци го толкуваат библискиот текст. Нема врска. Нема врска. Оно што Господ го сака е послушноста. Да беше Адам послушен на единствената проба што ја имал. Една единствена. И таа ке беше, друг тест немаше да има. Замислите. Друг факултет немаше да има. Само еден испит. Немаше да го има ништо од сите овие зла и маки што ги има до денес во овој свет. Ах, послушноста. Колку пати може да речеме за себе си, ако си го гледаме наназад нашиот живот. Ах, тогаш да бев послушен. Ах, тогаш да издржав. Може би ќе беше историјата поинаква. Многу по-благословена. Се разбира, Господ и сега е милостив и заради таа милост сме и ние ден денес се уште живи на крајот и од ова уште една мачна, така наречена 2018 година. Од луѓето така наречена. И стоиме пред почетокот на една нова, за која што добро е што сега не знаеме што ќе ни донесе. Затоа што на добри работи повеќе не се надеваме. Знаеме дека може да дојдат само по-лоши и по-тажни. Сепак, нека Господ ни даде посебна желба во нашите срца. Да посакаме ние самите и да се потрудиме колку што до нас стои, да ја исполниме волјата Божија, без оглед што ќе се случи. Да ја исполниме волјата Божија во новата година, да бидеме послушни во новата година, бидејќи послушноста е многу подобра од секоја жртва. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.